Одлично. Гледах. Окей. Значи започнуваме со GB Penzidi, имаме неколку парови тука што ги гледам интересни. GB Penzidi, за тие што се во Discord групата и во Telegram, ако бевте активни, видовте дека овде чекавме брейк. И впишано да чекаме брейк за ретест, за да играме бај, значи на позицијата што ни побегна. Значи овој брейк е многу блиску до овие два, односно до претходниот хај, овие тука структури, така да јас очекував, искрено очекував она што спомнав, убав брейк. Значи ова свеќа одма што е следно донезе да биде целосна во една свеќа, значи да добиеме ваков брейк за не дека овој не е една знака, но заглави во истава зона, така да не ми даваше некако добар конфлуенс, на добар поттик за да влеземе. Очекував уште една таква свеќа, значи ова се објаснувам зашто не влегов, но очекував уште една таква свеќа или претходна свеќа се затворуваше баш како во една, на овој начин, и се што требаше да почекаме ретест и да играме бај. Но за жал, ете, Цанава одлучи и тука да изманипулира, значи ова за мене е манипулација, што не би влегол. И затоа и не влеговме, и од тука догоре имаше комотна позиција 1:5 risk reward, или тоа што е наше ќе си дојде, тоа што не треба да го земиме како трейд, што и да правиме, тоа е тоа. Така да, се уште сум булиш, на овој пар сум се уште булиш од причина што Викли некако зеде, значи се спушти долу, направи ретест, овој Викли Кендел, ми зеде некаков булиш замав. Не гледам баш овде некаква причина зашто би застанала цената на оваа позиција кај што е. Нормално може да застани, дека ако речам јас дека нема да застани, нема застани, но ако гледам имаме одозгора inverted head and shoulders, но имам надеж затоа што се затворивме со body candle над оваа структура, имаме bullish body candle, имаме ретест на зона на интерес, значи очекувам минимално, значи што може да дојде баш до оваа зона, исто како овие овде свејки, да дојде погоре. Ако земиме контра премиум и дисконт, моментално е над 50%, односно е во премиум, но не верувам дека со еден допир од тука цената би продолжила надолу, така да како конфирмација земам weekly bullish candle, значи weekly momentum е bullish, daily имаме брейк на структура претходна на 2, body candle е затворена над оваа структура, ни дава ретест во зона на интерес, се што чекаме 4 сати да ни даде некој показател. Значи опција 1 е да имаме sell set liquidity собран, да имаме bullish нагоре, или од тука, значи во оваа зона на интерес да бараме друга причина каде што би играле бај. Така да од утре ќе ми биде фокусу стриктно на ова како поубав пар. Стриктно булиш, значи не гледам никаков сел, ако нормално ако се одлучи цената да паѓа, тоа е тоа. Ние сме булиш. GBP USD, две позиции, двете ни сврлија минатата недела. Морам да признам овде дека е мој пропуст, првата опција, првиот трейд е мој пропуст, зашто влегов на Market Trap. Значи видов Evening Star, видов 1 сат engulfing candle, но кога одиш на 30 минути, 15 минути, немаше некаква чиста структура да би дало назнака за сел, така да од технички аспект имам вакви трейдови фаќајно, но GBP USD е една од најманипулативните асети, тоест парови, така да ова да се брои на моја грешка, пошто искрено да би имале некој price action подобар овде, би играл сел сакако, но ова беше pattern confirmation, така да со ова позиција моја грешка, овде искрено технички аспект, значи многу подобра конфирмација имавме со engulfing candle, на 30 минути имаме структура брейкнато, горе сме во премиум зона, значи вторава позиција што отворивме, овој трейд е далеку подобар од овој, но едноставно цената одлучи пак да ни сврли и тоа е тоа, нема тука што да правиме. Она што го гледам за следнава недела исто гледам сел, зошто? Пошто овој вик на weekly candle, овој вик ми е некако
нелогичен и би сакал да се потполни сакако со body candle, значи да имаме тело на свеќа на овој вик. Кога одиме контра од ова, значи имаме една недела, 2 недели, 3 недели, 4 недели реакција од ова зона Extreme Bullish, така да играме сел. Дали ќе ни даде, дали ќе имаме опција, не знам. Значи сега ги кажувам причините. Weekly body candle сакам да го потполним. Weekly виков сакам да го потполниме со body candle. Тоа што значи дека следнава недела кога ќе се отвори, може да дојде повторно нагоре, да имаме некоја реакција и да следуваме надолу. Ако се деси тоа, чекаме на daily time frame. Исто може да се собери buy side liquidity, значи ова е еден вид на акумулација овде, да собериме buy side liquidity и да имаме дистрибуција надолу. Значи daily е акумулација или консолидација, може да се земи, така да, значи, како гледате овие свејки се еден ден. Стои на исто место ценава цела недела, така да мислам дека се спрема за некој си push sell. Останува да видиме. Опција 1 е да имаме реакција од овој fair value gap, значи да имаме чиста реакција, да идеме sell. Опција 2 е повторно собериме buy side liquidity, да имаме некоја назнака, например како овој овде displacement candle. Ако бараме некаква причина зашто не оди сел со, да речам, овој пар, понеделникот беше open price, open market, даде значи неверојатен displacement, овде има повеќе од 150 пипови, значи толку 150 пипови, што може да се каже дека понеделникот како отварање на маркетот си ја заврши работата за сел, така да искрено јас очекував, значи од овој мувмент овде да имаме реакција да продолжи за сел, но од кога заврши неделата, ако отвориме малце логички, гледаме дека понеделникот се заврши работава и се остана тоа е само трап, да влегуваат што повеќе трейдови. Сега за следнава недела може истото да се деси, може, како што кажав, опција 1 е да реагираме во fair value gap, опција 2 е да собериме buy side liquidity, може и овој да се собери горе, што не ми се верува, и наше во ова плаво квадратче од зона на интерес да чекаме некаква реакција за сел, како што ни даде овде. Сега се надаваме на тој displacement што го очекувам, односно таа дистрибуција да оди кон sell side liquidity и односно да се активира bearish моделот што зборуваме. Ако тука доларо јача према фунтата, значи фунтата треба да паѓа. Тука исто доларо јача спрема канадскиот долар, така да ова е слично на GBP NZD, break и retest, значи на weekly, ако одиме на weekly, имаме bullish моментум, овде со ова свеќе како pin bar, значи некој вид за станување, но кога гледам лево, не гледам нешто баш јака причина зашто би одреагирал од тука за да продолжи сел. Иначе сме контра тренд, мислам, или не, ова е low, ова е high. Не сме контра тренд, ако го земим ова како low, немам добар price action. Овде исто, ако го земиме како low на weekly е bearish, но ако земиме да пратиме чист price action, би изгледало вака. Тоа значи дека сме сај уште bullish, така да, како и да е, верувам дека доларот ќе расти, моментално акумулира средства. За да добиеме назнак, односно да отвориме позиција за бај, се што ни треба е еден daily candle, значи displacement да се затвори над 4 сати ова структура, daily да се затвори да ги потполни овие викови и се што чекаме како GBP NZD. Break, retest и да одиме нагоре. Audi JPY, овој пар го гледавме сел, мислам, но искрено изреагира од преголема зона на интерес, односно премногу во екстрим со голем вик. Сега кога гледам овој голем вик, а сме bearish, не би очекувал да се потполни, така да ми дава како конфирмација дека е само реакција. Добро би било да оди до 50%, значи да имаме да се отвори новиот викенд, да се отвори викли свеќата, значи понеделник и вторник да имаме булиш, што би значило тоа ако се отвори значи една свеќа нагоре, друга свеќа нагоре, тука се креира викот на викли. Сега тука треба бараме добра причина за да гледаме сел. Значи имаме зона на интерес, имаме fair value gap, ако земиме премиум и дисконт имаме премиум зона, значи тој вик на викли да се креира тука, на дели кога одиме имаме доста добра причина за сел. Fair value gap, support resistance, значи preview structure point, premium,
Така да опција 1 е да се отвори, да направи минимален вик и да оди надолу, опција 2 е да оди на премиум, значи она до 50% да отвори викот од свеќата и да одиме сел. Зошто сел, доти сме викли бериш, дели сме моментално булиш, добро би било да имаме брейк на оваа структура, но ако ни даде 4 сати некаква назнака со дисплейсмент, значи најбитно е дисплейсмент, односно да се отвори тоа што викаме банката, да се отвори банката, да имаме видлив пуш према доле или према горе, зависи што гледаме и да одиме со банката. Евро Ауди, Евро Ауди, значи на еврото сме булиш. Овде што ми задржа фокус е овој кендел, ова е на викли кендел, каде што нема вик. Претежно сите кендели што немаат вик се следен таргет, односно треба да се таргетира open price. Не значи дека по секоја цена треба да оди цената нагоре, но ние бараме причини сакако. Викли сме екстрем булиш. На дейли сме, ако ова е low, не ако е туку ова е low, ова е high. Значи, swing low, swing high. Тоа што значи дека немаме прекршување на последниот low, значи дека и на дейли сме булиш. Овој price action е моментално sell моментум, али трендот е buy. Така да ова е односно корекцијата што иди до зона на интерес. Ако гледаме на страна, ако гледаме лево од чартов, тука имаме една реакција, имаме две реакции, имаме три реакции, четвртата е моментално десена. Така да убаво е да добиеме некаков брейк, значи на оваа структура, но ако чекаме брейк на оваа структура, ќе избегаме од зоната на интерес и нема да имаме добра позиција. Така да правиме мониторинг на помал таймфрейм, се чека повторно реакција зона на интерес, се чека некаква акумулација, брейк, ретест, buy. Можно е да собери овој sell set liquidity, но не ми се верува пошто е премногу длабоко долу, така да би очекувал околу дискаунт, значи околу дискаунт прв лоу. Ако одиме на помал таймфрейм, прв лоу би било тоа овој овде, така да може и да го собери овој лоу овде и од тука да продолжиме нагоре. Ова ни е со сите таймфрейми, мислам weekly bullish, daily bullish, 4 сати чекаме. 4 сати е исто. Ако го земеме ова како low, е bearish. Но како и да е, чекаме да биде bullish или да имаме некаков buy pattern за да одиме buy. Еврото, со еврото, ако фунтата значи паѓа, треба паѓа и еврото, но тука немам некоја чиста слика, пошто искрено овој кендел да се затвореше каде што е виков, ќе беше многу подобра назнака дека сака да продолжи сел, но за жал кенделов се враќа, значи цената се враќа и точно реагира, се затвора со бади кендел во зона на интерес, така да може да имаме реакција за нагоре. Пошто како и да е, на еврото сме екстрем булиш од технички аспект, но фундаментот и големите играчи се бериш. Сега тој бериш зависи кога ќе се активира. Моментално на дейли гледаме дека е активиран, значи имаме брейк на структура, имаме ретест. Ова е некаков вид на акумулација во зона на интерес. Сега за да би биле посигурни да кажем, односно јас да бидам посигурен, ќе чекам нов брейк со дисплейсмент како што ова свеќа, значи како ова што свеќава, да се деси понеделник, вторник, среда, кога и да е, значи понеделник и вторник убаво да се деси, да имаме ретест и сел. Ако немаме видлив дисплейсмент, нема да влегуваме во еврото, пошто 2 недели уназад или 3 се чека сел моментумот, значи не сакам да видиме трап, туку сакам да влеземе со големите играчи. Така да ако немаме видлив дисплейсмент, немаме брейк, немаме ретест, нема позиција. Ако треба нема да отвораме, побоја да го заштитиме капиталот. Значи колку чисто да отвориме, колку да бидеме во игра. Така да еврото ми нема толку чиста слика колку што ми има фунтата према доларот, но како и да е, ако паѓа фунтата, ќе паѓа и еврото. Audi Cat, на викли имаме пинбар реакција во Fair Value Gap, значи кога одиме daily имаме buy side liquidity собран. Овде daily има постанато bullish, пошто е последен high. Сега за да играме sell, чекам да имаме брейк на последната low структура за daily да стане bearish. Ако имаме брейк, значи daily станува bearish, на 4 сати го чекаме овој ретест во оваа зона на интерес. Тука на 4 сати имаме зона на интерес.
Сигурно ако имаме displacement би се отворило и fair value gap и други причини каде што би реагирала цената, така да ќе чакаме да имаме displacement, break на daily, break на 4 сати, retest во зоната од интерес, параме премиум и дискаунт и би играле сел тука и EMA на daily, значи ако имаме displacement, ќе имаме break на EMA индикаторов, значи после да речем понеделник ако се отвори да имаме displacement, вторник би чакале некаков ретест реакција, вторник поплан или среда да имаме сел. Ако даде, ако не, одиме на следно. И како последна е Cat JPY. Cat JPY исто ми е булиш, значи Cat JPY со ова последна со ова е последен булиш кендел, имаме брејт на структурава, при што викли станува булиш. Сега искрено ова свеќа, секогаш кога ќе видам ваква свеќа, следна ми е таргет. Ако бевме бериш во ситуацијава, би играл конта, но ние сме булиш тренд, значи не гледам причини зашто би реагирала вака свеќата. Секогаш кога има ваква свеќа, следната или оди retest week или оди body candle да го потполни. Например, како што овде во оваа ситуација го гледаме со вик, но ние би таргетирале со body. Но како и да е, викли сме булиш. Дели сме исто булиш, значи дели сме булиш, вратени сме моментално, има реагирано од зона на интерес, има реагирано од DMA и сме под дискаунт. Сега исто би сакал да видам некаков, ако имаме булиш свеќа би било evening star, што би било одлично. Понеделник да се отвори, да се подспушти малце, да одиме нагоре, да добиеме evening star, некаков со displacement. Одма како конфирмација заеме дека имаме реакција од DMA од зона на интерес, така да би било викли пин бар што го таргетираме. Значи, можно е Silset Liquidity да се чека како свип, односно овај лоу овде да го собери. Ако го собери овај лоу автоматски, значи 4 сати е бериш. Ако дајме брейк како за булиш, чекаме ретест и одиме бај. Ако ова на 4 сати се случи, на дейли имаме булиш кендел. Ако имаме на дейли булиш кендел и се затвори на половина од ова свеќа, тоа значи дека имаме evening star. Тука ни е екстра конфирмација дека цената сака да оди нагоре. Така да се што останува е да чекаме, да бидеме трпеливи. Искрено сакам пак за фунтата да продискутирам за ова грешка што е, не сакам да се случи во на нормално и затоа ќе бидиме многу да речам поодбирливи, ако треба нема да имаме трейд неделно, значи не ми е фокусов да бидеме имаме само трейд и по било која цена. Фокусот е да имаме трейд, но кога ќе имаме трейд да биде правилен според прописи и да едноставно да трпниме маркетот што ни дава. Не сакам да бидеме трап, сакаме да бидеме money makeri. Така да тоа е што се однесува до анализата. Накратко можам да кажам се да не биде како се објаснувам или барам причини, значи премногу фокус ми зема социјалните мрежи, каде што не можам доволно се фокусирам на чартов, а нормално мој значи мејн фокус ми е чартов, мејн фокус ми е тредејнево, така да во позадина креирам тим што ќе го имаме моментално тим, но сум по потрага да биде поактивен тимот, што ќе ги води сите социјални мрежи за да бидам пофокусиран на чартот, пошто вакви грешки искрено да се не сум правил. Можам да кажам дека ова се простува ова грешка кога си на почеток, но сега да отворам позиција ваква искрено раштркан на многу страни. Фокусот ми е на да вратам на секој, да помогнам на секој, да ова да направам, да објавам пост, да објавам чат, да снимам видео, да најдам материјал да биде интересен, така да искрено зема премногу време и премногу фокус. Нормално јас треба да сум успешен прво јас, да знам јас, па за да помогнам некој друг. Така да, што се однесува до социјалните мрежи, значи имам потврда од маркетинг агенција што треба да го води, така да ќе бидам повеќе фокусиран на чартов и очекувајте повеќе А плюс трейдови, значи може да се деси да имаме еден трейд недела, може и да не се деси, така да ќе бидеме скроз фокусирани на чартов, а ова настрана сето што е, ќе си оди попатно со тим. Така да тоа е тоа што сакав да кажам. Во иднина ќе гледам што повеќе да нема вакви грешки, пошто сам, значи, ми е кога видов, за мене во моментот кога се отвараше ова позиција беше сосем окей, но
позадина од постот кога реализирав, од кога ги видов некои работи, видов дека ствари сум немал фокус и сум гледал само на патерн. Да, имам влезено на ваков патерн и баш прокоментирав во Телеграм групата дека вакви трейдови влегуваат, но пропуштив една информација тоа дека станува збор за GBP USD, значи еврото и фунтата се најманипулативни, така да тоа е тоа што се однесува до чартов. И она што не можеме да го контролираме е овие две позиции GBP NZD и Audi CAT. Audi CAT гледавме break retest за sell, GBP NZD гледавме break retest за buy. Во двете позиции не влеговме онака како екстра конфирмација да чекаме. Тие позиции избега, значи околу 6 reward. Избега, влеговме во GBP USD со многу подобра конфирмација од првата и ни сврла. Значи тука немаме контрола на тоа. Не може ни да имаме, се што треба е долгорочно трпение и да чекориме онака како што маркетот чекори. Така да, што се однесува технички аспект, психолошки, тоа е тоа. Ако имате прашања, ако сакате нешто вие да споделите, слободно активирајте ги микрофоните, прашајте, споделете. Има уште неколку минути, 10 на 15, така да тоа е тоа. Оставам на вас ако имате прашања. Гледам дека има и нови, слободно, значи Никола Трајановски и Далибор. Мислам дека сте нови и дека сте прв пат, слободно ако имате некој прашање, не се страмете. Значи користете ги овие моменти кога имаме лайв. Прашувајте се што не ви е јасно, значи се што ве интересира, слободно прашувајте. Без страмење, значи нема лошо прашање. Или останатите други, ако имате некој прашање, слободно. Да не ве терам со сила, значи ако немате прашања, окей, што сте однесува до мене, можам да го затворам овој кал. Ако сакате и да поразговараме на друга тема, слободно, значи може да го искористиме ово време. Нема прашања? Валјда нема. Окей, ако нема прашања, мило ми беше, значи убаво е што го продискутиравме овој трейд, убаво е што ги дискутираме грешките, убаво е што знаеме кај се греши. Пошто е многу лошо да грешиме, да не знаеме кај грешиме. Значи од грешките викаат старите се учи, така да нека биде во иднина, значи од кога ќе завршиме техничка анализа, нека има интеракција, прашувајте се што и да не знаете ни што е трейдинг, прашајте што е ова. Значи прв пат влегов во Discord, прв пат влегувам во Zoom meeting, што правите? Значи тоа е добро прашање, така да имаме повеќе интеракција, пошто пак сакам да доловам онолку се што знам јас, сакам да го пренесам. Така да ако прашувате, можам да го пренесам. Ако не прашувате, тоа е тоа. Сега нема да форсирам за прашања. Одлично, Деливер. Нема да ве форсирам за било која цена да прашувате. Мило ми беше, продолжете да ги следите лайв сесиве, лайв маркет анализи, значи се што не ви е јасно, пак ќе кажам, од тука многу работи се учи, може е кратко, 20 на минути, 30 на минути или патерн, fair value gap, реакција, значи овој price section овде што зборуваме, значи се учи, од секоја една минута може да се запамти некој детал и во да ни служи. Така да бидете присутни на овие анализи, нормално ако можете, ако не сакаш се снимаат, се објавуваат. Бидете активни, чувајте се и бидете силни, пошто во маркетов успеваат само силните. Слабите тешко нив. Така да ние треба да сме од страната на силните. Што и да се дешава, мора да пребродиме и да гледаме долгорочно да одиме на овој пат. Ве поздравувам, дечки, убав остаток од викендо и се слушаме, се гледаме во следниот лайф. Поздрав!